Гласници на надежда. Глава 12. Што навистина е важно? Кога ќе погледнам наоколу, гледам дека некои луѓе веруваат дека облеката е најважната работа во животот. Јас се потсетив на тоа што Исус им кажа на своите ученици, и тие го имаа истиот проблем. Тој ги праша: зошто толку многу размислувате за облека? Погледнете ги полските лилјани како растат. Не се трудат, ниту предат. А јас ти велам дека Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. И ќе погледам наоколу. Забележувам дека некои луѓе мислат дека парите се најважни. Само ако имав повеќе пари? Повторно се присетив на тоа што Исус им го кажуваше на своите ученици. Тој рече дека некои луѓе си собираат богатство на земјата, каде што молец и рѓата ги уништува и каде што крадец подкопува и краде. Така, парите не можат да ни бидат најважното во животот. Тогаш, што навистина е важно? Верувам дека некои луѓе мислат дека пријателите се навистина важни. И тие се важни. Но пријателите умираат и понекогаш се покажуваат дека не се вистински пријатели. Се уште ни останува прашањето што навистина е важно. Ако навлеземе во важните работи, ќе го најдеме одговорот на нашето прашање. Одговор на нашето прашање ќе најдеме во Јован 3 глава, од 22 до 30 стих. Потоа Исус дојде со своите ученици во Јудеја. Таму се задржа со нив и крштеваше. Исто и Јован крштеваше во Енон, близу Салим, затоа што таму имаше многу вода и луѓето доаѓаа и се крштеваа. Затоа што Јован не беше фрлен во темница. Така настана препирка меѓу Јовановите ученици и еден јудеец околу пречистувањето. И дојдоа при Јована и му рекоа: Учителе, ене, оној кој беше со тебе на онаа страна на Јордан, за кого ти сведочеше, тој крштева и сите одат при него. Јован одговори и рече: Не може човек ништо да земе ако не му е дадено од небото. Вие сами сте мои сведоци дека кажав: Јас не сум Христос, туку испратен пред него. Кој има невеста, тој е младоженец. А пријателот на младоженецот, кој стои и го слуша, се радува многу штом ќе го слушне гласот на младоженецот. И така, оваа моја радост се исполни. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Што навистина е важно? Врз основа на писмото, јас ќе поставам 3 прашања, кои ќе ти помогнат да откриеш што навистина е важно. Ние го насочуваме нашето внимание на овој дел од Божиот збор. Нашето прво прашање доаѓа од службата на Јован Крстител. Дали е тоа крштевање? Што навистина е важно? Дали е тоа крштевањето? Читам како Јован Крстител крштеваше во Енон, близу Салим, и луѓето доаѓаа и се крштеваа. Исто така читам дека Исус дојде со своите ученици во Јудеја и таму се задржа со нив и крштеваше. Можеби тогаш ќе си мислиш дека тоа крштевање е многу важно. Има многу аргументи за тоа како треба да се прави крштевањето. Во некои случаеви, причината за крштевањето скоро е изгубено, затоа што луѓето имаат инсистирано многу на тоа како треба крштевањето да биде направено. Многумина и никогаш не ја доживеале реалноста што треба да се пренесе. Така го поставувам прашањето: што навистина е важно? Дали е тоа крштевањето? Дали тоа е навистина најважната работа? Одговор: не. Па тогаш се поставува второто прашање кое потекнува од оние што го набљудуваат Јован. Дали е тоа прочистување? Прочитав дека некои од учениците на Јован имаа конфликт со евреите за прочистување. Помеѓу евреите во тие денови беше познато дека оној кој се вратил од пазар да ги измие рацете пред да се моли. Да, Господ му даде насока на Мојсеј во минатото дека пред да се појават пред Господ, нивните тела треба да бидат измиени во чиста вода. Тука гледаме принцип кој ни е даден. Бог не сака нас во нашето најдобро, а не во нашето најлошо. Но останува прашањето: дали прочистувањето е толку важно? Да, Исус рече: Благословени се сиромашните во срце, затоа што ќе го видат Бог. Има некои кои поминуваат низ многу внимателна надворешна форма. Се е многу прецизно направено, но тие никогаш не стигнуваат до Бог. Колку тажно.
Тогаш тие кои дојдоа кај Јован се обидуваа да засадат во неговото срце семе на љубомора. Гледај како го информираат него. Слушај што рекоа, оној кој беше со тебе на онаа страна на Јордан, за кого ти сведочеше, тој крштева и сите одат при него. Тие се обидоа да засадат нечисти мисли во срцето на Јован Крстител. Сега внатрешната чистота е поважна од надворешната чистота. Како го постигнуваш прочистувањето? Тоа почнува од внатре, како што одговорот на Јован јасно им кажа. Што е моето прашање, што навистина е важно? Дали крштевањето? Дали прочистувањето? Одговорот е не. Третото прашање доаѓа од зборовите на Јован Крстител. Дали е тоа позицијата? Јован Крстител го кажа тоа јасно. Не може човек ништо да земе ако не му е дадено од небото. Тоа е доста понизно, затоа што некои луѓе мислат дека се само направени, дека тие се направиле сами од себе. Но Јован Крстител го објасни тоа јасно и рече: тоа што го имаш, тоа ќе го земеш. Немој да го заборавиш тоа. Тогаш Јован Крстител рече: јас не сум Христос, туку сум испратен пред него. Ако се вратиме во првата глава во Евангелието по Јован, ние ќе научиме точно како настанало сето ова. Тој само го повтори за овој народ она што го кажа претходно. Јас не сум Христос, туку сум испратен пред него. Јован беше објавител на Христос. Тој рече: јас не сум младоженецот, туку пријател на младоженецот. Кој има невеста, тој е младоженецот. Така оваа моја радост се исполни затоа што јас сум негов пријател. Сега сакам да видите кој е вистински одговор на ова прашање. Дали е позицијата? Се разбира, ако го земеме во предвид стихот 30 за тоа како што е. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Кога правилно ќе го видиме, кога точно ќе го разбереме како Јован Крстител го стави, тогаш можете да го ставите Исуса Христа на неговото вистинско место, која е и најважната работа во животот. Тој треба да расте, а јас да се смалувам. Дозволи Исус да расте во твојот живот. Само на тој начин ќе знаеш што навистина е важно. Сега не кажуваме дека крштевањето не е важно, дека прочистувањето не е важно. Јас само ти ја покажувам тебе најважната работа, а тоа е да го ставиш Исус Христос на првото место во твоето срце. Гласници на надежда.